Се предвидува економски раст од 3,8%, инфлацијата од 2,5% и буџетски дефицит од 637 милиони евра, односно 3,5% од бруто домашниот производ. Предвиден е раст на плати и пензии. Со евроврзница од најмалку 950 милиони евра ќе се враќаат старите долгови кои доспеваат. Министерката најавува борба против сивата економија и зголемување на наплатата на давачките. Ова се само дел од новините за финансиите на државата за 2026 година. Предлог буџетот од владата патува во собранието. Што да го заврши пресот на министерката Гордана Кочовска, а оттаму се јавува Билјана Николовска. Биле повели со најважните заклучоци. Така е, Павле, како што кажа и ти, предмалку заврши пресконференцијата на која што министерката за финанси Гордана Димитриевска Кочовска го представи предлог буџетот за следната 2026 година. Овој буџет е усвоен, како што кажа и ти, од владата, но ќе оди во собранието на усвојување. Сепак, денеска таа најави дека е предвидено за расходи, за буџетски расходи да одат 6,7 милиарди евра, додека за приходи 6,1 милиарда евра. Таа исто така најави дека и буџетскиот дефицит ќе биде 637 милиони евра, додека за капитални инвестиции ќе се потрошат 659 милиони евра. Самата министерка рече дека има благо намалување на капиталните инвестиции, но причината за тоа ја гледа и во досега нереализираните 100% капитални инвестиции, како што рече, за тоа не се виновни ниту министрите за овие капитални проекти што не се реализирани, туку има повеќе фактори и ризици поради кои што не се потрошени овие пари. Сепак, како што најави самата министерка, парите од граѓани во следната 2026 година сепак ќе се користат за стратешките приоритети. Предлагам да ја слушнеме незината изјава. Имаме благо намалување на капиталните расходи. Мислам дека бев многу детална во текот на целиот прес, каде што постојано кажувам дека имаме проекции согласно реалните можности, иако и самите знаете дека министрите во изминатиот период постојано зборуваат дека ќе можат да изреализираат сето тоа што е проектирано. Сепак податоците покажуваат дека реализацијата нема да го достигне целиот износ, односно 100% реализација на капиталните расходи, така што согласно нивната реализација имаме намалување некаде за грубо да кажам околу 7 милиарди денари во однос на 2025 година, но во исто време морам да потенцирам и согласно фактот дека имаме фискална консолидација во 2026 година, морам да кажам дека беше огромен предизвик да се изработи буџетот за 2026 година, имајќи предвид дека, нели кажавме, имаме фискална консолидација. Инаку, при представувањето на буџетот за 2026 година, министерката за финансии рече дека очекува дека со буџетот ќе се постигне макроекономска стабилност и ќе се сузбие сивата економија. Она што ќе биде посебен предизвик е еврообврзницата, која што ќе кошта 700 милиони евра и како што кажа таа, уште 200 милиони евра ќе бидат потрошени кон странски давачки, односно обврски кон странство. Димитриевска Кочовска сепак најави дека ќе има и природно зголемување на минималната плата. Исто така ги најави покачувањата на пензиите кои што се очекуваат во следната пролет и есен, но не сакаше да истакне во каков облик ќе биде ова покачување на пензиите. Предлагам да ја слушнеме и оваа изјава. Продолжуваме со мерки кои обезбедуваат одговорно управување со јавните финанси, постепено намалување на расходите и одржливо ниво на буџетски дефицит и јавен долг, односно строга контрола на преземањето на нови обврски и почитување на буџетските лимити, внимателно планирање на нови обработувања во согласно со буџетските можности, подобра наплата на сопствените приходи од страна на јавните институции, намалување на непродуктивните трошоци и рационално користење на јавните средства, реално планирање и навремена реализација на капиталните расходи, засилена фискална дисциплина и транспарентност и дигитализација на процесите за поефикасни и поквалитетни јавни услуги.
најголем дел сепак од парите предвидени за 2026 година би требало да се потрошат за проектите на Бехтел и Енка, како и за обврските кон одбраната кои што ги има државата подпишано со меѓународните фактори. Исто таква посебен предизвик, како што истакна министерката, е да се постигне фискална консолидација која што не се успеало да се постигне после ковид кризата, за разлика од другите земји, како што рече, таа што успеале тоа да го постигнат, нашата држава се уште не. Повеќе детали за буџетот во следното издание на вестите. Павле? Точно така, биле ти благодарам. Тоа беше колешката Билјана Николовска од Владиниот прес за идниот буџет.